Ние поднесовме и тужба за владение, барања, до општина многу барања да се ова решение за градба поништи, меѓутоа не е уважено. Ние како соседи не бевме воопшто известени дека ваков монструм од зграда ќе се гради овдека. Представа немавме. Само една комшика која што живееше овдека, која што меѓу време почина. Значи, она е известена, меѓутоа отишла во општина, а вратиле поради ковидот. Така да немала можност ни жалба да поднесе, согласност сигурно не би дала жената. И они упорно тврдат дека тоа решение е правосилно. Такво решение не може да биде правосилно ако со соседите не дале никаква согласност. Никој од нас не би се сложил со вакво нешто. Буквално никој. Нити од непосредните, нити од со соседите во близина кои што живеат во овој простор. Затоа имаше уште на почетокот, пред неколку месеци, од наша страна петиција, меѓутоа и тоа не се уважи, заедно со барањето да се поништи тоа решение. Останаа глуви, потоа беа викнати медиуми да бидат известени за целава ситуација, па потоа фактички беа принудени да ни одговорат преку јавноста. Исто така и ИЗИС е известен за сето ова во меѓувреме, во овој период пред да се случи слечиштево, затоа што ИЗИС одобрил заштитена јама, меѓутоа оваа јама не е заштитена. И треба ИЗИС да искочи на увид на лице место на 20 минатиот месец, поднесовме барање. До ден денеска не се излезени со некој образложение дека низ Македонијава иделе комисии на лице место на терен. ИЗИС е тука во непосредна близина, не име проблем, уште еднаш ги повикувам од име на сите нас да дојдат овдека и да утврдат реалната состојба, затоа што меѓу време се случи ова слечиште. Очигледно мораше да се случи поради врнежите. Значи, оваа земја е лапор, во случај на поројни дождови се претвара во кал и може да дојде до ова до што дојде, до слечиште, и уште поголема катастрофа. Значи и она земја позади да се одрони, објектот каде што живееме со комшијата, сосед темелите, да падне во оваа јама, исто така и комшијата е загрозен од левата страна, најдиректно. Мислам, ова е стварно лудило и ниједна институција да не презема одговорност и да мисли дека нема да сноси никаква кривична одговорност. Ке сноси дефинитивно. Јас би кажал неколку збора за јамата. Пошто сум изведувал објекти на повеќе места, секаде овде на водно, не терале да направиме прво бушење, блабичко, со испитување на земјиште, потоа заштита на градена јама. Значи, пред да се копат, да се направат бунари, 44 бунари сме направили. Не е тоа така. Не може на 5 метра од куќата да копаш ти 15 метра. Нема теорија. Значи, треба елаборат за бушење, за геолошки елаборат, и после тоа следува заштита на јама. Значи, тоа се прави најлесно со тие бунари, тие коштат, меѓутоа обавезно треба да се направат, затоа што загрозени се околните објекти. Овде имаме 3 објекти. И никој не може да знае, може утре да падне, може денес, може да се сруши цел објект. Зашто по тежина на објектот, земјата да се слече. Лапор е, знаеме на водна како е, затоа се испитува, па врз база на испитувањето се прави заштита на јама. Тоа е. Што е најспорно според вас кога веќе е издадена градежна дозвола? Све е спорно. Не смеат да издадат без тие работи. Што ви кажам сега.
Предвидено ли е согласно ДУП? Не, инспекторът беше овде, минатиот пат, рече не, од Изис имаме писмо, не треба јама. Како може Изис такво писмо да им писмо? Не, градбава дали е предвидена согласно ДУП? Колку ката ќе биде? Ака немаме увид ние во градот. Немаме елаборат бидено, немаме Не е елаборат. Деталниот урбанистички план дали го имате видено? деталниот, не ги кажува тие работи. Треба елаборатот да се види дубина, до каде треба да дојде. Значи, ако они знаеле дека 9,5-10,5 метра дубински одат со гаражи, морале да ја заштитат јамата преска. Морале, обавезно. Или такво писмо нема испратено, сигурно. Или ако испратиле, тогаш ќе нишме вината.